Под ведро небо на градскиот плоштад, секогаш уникатен на свој начин, утре стартува јубилејното 35-то издание на македонскиот фестивал на забавна музика Макфест. Оваа година, поради пандемијата во светски размери, сме ставени пред еден голем предизвик, не само успешно да го организираме фестивалот Макфест со сите оние заштитни мерки и протоколи пропишани од Комисијата за заразни болести, туку практично треба и да настојуваме да го задржиме, да го зачуваме оној гламур по кој што со години на назад овој фестивал е познат. Што од утре, тука на фестивалската сцена, ќе се случува во викендот што доаѓа? Кој го отвара Макфест? Едната вечер ќе ја отвори Джинас Папас Джокси со неговата љубов, вино и солзи и Дајте ги раците, како незаборавни хитови, додека во сабота на приврачката вечер ќе отвори Горан Тонев. Корона кризата не е пречка и годинава Макфест да понуди нови 24 композиции. Во текот на утрешниот ден веќе ќе се знае како ќе изгледа распоредот на градскиот плоштад, самата сцена ќе биде финализирана и подготвени сме веќе во 20:30 часот да започнеме со првата ревијална вечер. Над 1000 композиции реализирани за овие 35 години. Над и повеќе стотини нови музички имења во македонската популарна музика. Ова е портфолиото на Макфест, кој што е еден од најстарите македонски музички фестивали во областа на забавната, односно популарно кажано, популарната музика. За овие 35 години фестивалско постоење, денеска во вестите на телевизија Стар говорат познати наши музички имиња, учесници и победници на Макфест. Многумина не знаат дека познатиот Дарио има штипски корени. Со Старо купувам и Малата Маја беше дел од првите две изданија на Макфест со култната рок група Бонтон. Ова е доста интересна констатација твоја за Старо купувам и за таа Мала Маја. Ми се допаѓа. Во текот на кариерата дефинитивно дека ми помогна Макфест во таа создавање на таа соло кариера после Бонтон групата прва. Мислам дека дефинитивно може да се каже дека Макфест има огромна улога во подигањето на нивото на македонската музика. Срамежливите чекори на Чили Вили во 1987 беа макфестовски старт за трикратниот фестивалски победник Ристо Самарџиев. Ја мислам дека кога беше Чили Вили бев можеби најнесрамежлив. Иако можеби така делуваше, нели? Ама тогаш излегов од оние рокерски води. Ја денес се уште си имам тој прекар Чили Вили, а некако сето што го живеав тогаш при тоа мое прво појавување ме тера повторно да се враќам на Макфест и тоа е тоа. Макфест го смени животот на добро на лауреатот на фестивалот од 1992-та, Олгица Христовска. Макфест влезе во мојот живот многу порано од колку што јас влегов на Макфест. Макфест беше, остана и секогаш ќе биде дел од мојот живот, затоа што за мене Макфест е мојата младост. Несомнено, Макфест сам за себе е историја. Најстариот жив фестивал во Македонија обстојува и кога е најтешко. Она што го дал за македонската забавна музика нема цена. Богатството од над 1000 композиции и промовирани над 100 нови пејачки имиња говори се за величината и квалитетот на непознатиот штипски музички бренд, но и музички печат на Македонија, што по него светот ја препознава нашата земја.